Во Охрид денес е раздвижено не само низ градот, туку и на избирачките места. Граѓаните го остваруваат своето избирачко право и гласаат на претседателските и парламентарните избори. Екипата на Гласот на Америка прошета неколку избирачки места во Охридско-Струшкиот регион. Разговаравме со граѓаните и нивните очекувања во главно се позитивни. Вела дека очекуваат од идниот претседател и новата влада да посвети поголемо внимание на младите и да го запре трендот на иселување од државата. Да слушнеме што велат тие. Здраво, што правите? Уште едно прашање. Кажи ви. Дали сакате да гласате? Зато што дојде да гласа, тоа дојде да не гласа. Што очекувате од овие избори од идниот претседател и негови пратеници? Од изборите очекувам да бидат фер, очекувам да биде секако што треба. Од идниот претседател и од идните пратеници секако очекувам да водат државата како што треба, да донесат убави закони, да донесат убава иднина за сите граѓани на Македонија. Еве, вие сте млад човек, што најмногу треба да направите? Па јас сум млад човек, јас сум студент. Очекувам од оваа влада да ни донесат подобар стандард студентски, да ни ги реновираат домовите, да ни дадат повеќе стипендии, повеќе финансиски средства за нашите потреби за школување и така натаму. Исто така очекувам да ни дадат работни места каде што ќе можеме да се вработиме одма после факултет, секако по нашите кадри, по нашите дипломи, по нашите звања. Очекуваме најубаво да биде за цел народ. Затоа гласаме, затоа одиме, за да се биде убаво за сите. Очекувате многу повеќе работа, што направо треба да направат? Бога ми то треба. Работа треба за сите. Младите се запослат, да не ни бега странство, да си се тука во својата држава, да ни се шири државата, то сакаме, а не да ни се изгуби. Све најубаво да погоди за народот да е убаво. Друго ништо не очекувам. Да имат работа за младите, да не ни бегат младите во странство. Сите да ги опулят очите сега. Кој и да бил, кој ќе победи, нека да знае дека треба тие работи да сврши. Тоа е најважно. Друго, да имат работа за младите. Што очекувате од идните пратеници, од идниот претседател на државата? Од идниот претседател многу очекувам, а од пратениците не баш. Зошто? Не знам, 30 години ништо не е направено, па и се не очекувам толку. Гласовте и за претседателски и за Да. парламентарни избори? Гледам дека ново избирачко место имаше доста застој. На што се должеше тоа? Нешто имаше проблем со некои, со подписи некои. Она што беше денес забележително на избирачкиве места е поголема излезност и поголем интерес за гласање за парламентарниве отколку за претседателскиве избори. Особено таквата ситуација беше присутна во Струга и во Струшко, особено во оние средини со доминантно албанско население. Изборниот процес во Струга тече најнормално, све е мирно. Избирачкиве кутии се отворија во 07 часот сабајле. Струга има 101 избирачко место. Процесот си тече најнормално. Граѓаните имаат самостојно право да определат дали ќе гласат и за двата избори или само за... Да, имат право само еднаш да влегват во избирачкиве места и имат право или едното ливче или двете ги зема за гласање. Тоа е право на граѓаниве. Во Охрид гласањето тече без големи проблеми. Можам да кажам дека воопшто нема проблеми. Се отворија сите гласачки места во 7 часот. На едно гласачко место имаше помал технички проблем, го надминавме тој технички проблем и продолжи гласањето, значи нема проблем, нема да има продолжување заради тој технички проблем, бидејќи беше во рамките на она што го дозволува законот, се надмина тој проблем, поголеми проблеми нема. 12 приговори се доставени, 8 се позитивно решени, другите се чека. Тие приговори се однесува на гласачи кои што гласале во диаспората, па дошле сега за празниците тука, меѓутоа правото ако го оствариле надвор од земјата, мора да го остварат и во вториот круг таму, така да не можеше да се оствари тука. За Гласот на Америка од Струга и Охрид, Мики Трајковски.